своите пријатели, соработници, колеги и фанови. Луѓето од Delfino Mobility Group во објектот на Националната опера и балет во Скопје организираа блескав настан со кој го одбележаа јубилеот 30 години постоење, 30 години активна работа и развој. Во ноќта исполнета со емоции, главните актери на некогаш малата семејна туристичка компанија Delfino Travel, која сега храбро чекори во светот на мобилноста, се присетија на минатото, кратко задржаа на сегашноста и ја споделија со гостите својата визија за иднината. Се присетија на своите први чекори во светот на тркала пред околу 20 години, кога за прв пат започнаа да работат под името и франшизата на светски познатата рентакар компанија Sixt во Македонија. Се подсетија на нивната мала флота на пробрани автомобили, која полека но сигурно растеше. Јасниот фокус на нивната визија, збогатен со безпоштедната работа на терен, излезе надвор од границите на нашиот пазар и им ја донесе лиценцата на Sixt и за Албанија. Денес, рентакар дивизијата на Delfino Mobility Group располага со импресивна флота од околу 1500 возила кои циркулираат во регионот, што доволно зборува за нивната сериозност. Бизнисот со мобилноста во Delfino во 2023 година доби нови димензии, кога компанијата официјално започна да работи како овластен увозник и дистрибутер на двата кинески бренда Geely и Lynk & Co. За своите нови зелени автомобили со кинеска структура и шведски дизајн и технологија, веднаш, без никакви импровизации, направија прекрасен салон кој на свечената манифестација на принципалот Geely Automobile International Corporation во Хангжу, Кина, го доби признанието Врвен салон, Outstanding Showroom. Врвен во најмала рака е и новиот салон на Delfino Mobility Group во атрактивната индустријска зона на главниот град на Албанија, Тирана, кој имавме можност да го посетиме и сами. Офанзивата на Delfino во Албанија, каде компанијата од оваа година официјално ги застапува брендовите Geely, Verizon, Lotus и Ridara, а наскоро започнува да го работи и корејскиот бренд KGM, некогашен Sangyong, продолжува. Пред само неколку дена, семејството Тоневски, представувајќи го својот бренд пред избраните гости во градот, направи уште еден гламурозен спектакл, овој пат во центарот на Тирана. Компанијата Delfino Mobility Group, која интензивно расте, се развива и динамично освојува нови пазари во и надвор од нашите граници, ја води извршниот директор Илија Тонески, кој пред неколкуте стотини гости имаше свое кратко обраќање на свечената манифестација во Националната опера и балет во Скопје. Во продолжение на овој прилог да ги видиме и слушнеме главните поенти од обраќањата на клучните луѓе во Delfino Mobility Group, Сашо и Илија Тоневски. Delfino, далечната 95-та почна како Delfino Travel во Скопје во Македонија. На инсистирање на Sixt Rent-A-Car да ги поделиме дејностите за авиација и рентакар, продолживме како Delfino Rent-A-Car и Delfino Travel Agency. Како изминуваше времето, дојде Delfino Hub. Тоа е нашиот прекрасен објект спроти аеродромот во Скопје, во Ќојлија, во општина Петровец, кој го донесе застапништвото за Алфа Стрит јахт, тоа се чамци и бродови од Словенија, кој го имаме за Република Македонија, Грција и Албанија. Моментално тој Delfino Hub објект е еден прекрасен објект и официјален сервис за
Линкенко и Гили, кои ние ги застапуваме за Македонија. И со ова уште една објава официјална, дека втората генерација на Делфино, мојот син Илија, мојата ќерка Ивана и нивните содружници и поколенија до сега имаа 100% поддршка од мене и од мојата сакана сопруга Анџела во сите активности што ги правеа и како фамилија. Меѓутоа, сега имаат и 100% поддршка во сите одлучувања, носења одлуки за активностите на Delfino Mobility Group. Фала ви уште еднаш што дојдовте, да ни е вечно Делфино и имајте убава вечер и убава забава. Еден од нас мора да биде шеговиец, тоа значи дека јас морам да бидам сега емотивецот и да ви кажам дека после денот кога се роди мојот син Саша и денот кога се венчав со мојата сопруга Ангела, ова за мене е третиот најважен ден во мојот живот. Да стојам овде пред вас, пред волку луѓе, ме прави да се чувствувам среќен и спокоен, дека во сите подвизи што Делфино ги прави, ние не сме сами. Тука сте вие, нашите пријатели, нашите роднини, соработници и партнери што стоите за нас и не поддржувате во секој чекор. Од срце ви благодарам што сте вечерва тука со нас и заедно го прославуваме нашиот 30 годишен јубилеј. Пред 10 години, кога почна во Делфино, нашата компанија гордо го носеше името на Six Rent a Car во Македонија и нашата туристичка агенција. Денеска стоиме пред вас како регионална компанија со 17 бренда, што оперира на 3 маркети и набрзо на многу повеќе, со повеќе од 1500 возила во нашата флота и речиси 100 членови во нашиот тим, што се вистински екосистем на успех, на раст, на развој и амбиција. Како што татко ми кажа, кормилото полека преоѓа на втората генерација и за мене тоа не е само чест, за мене тоа е една огромна одговорност, што захтева тежина, што захтева храброст, човечност и самата шанса да раководам со проекти што ја менуваат историјата на нашата компанија, за мене има поголема тежина од било кој успех и за мене е најголемиот подарок што можам да го добијам од мојот татко. Фактот што имам неговата доверба, довербата на мојот тим и поддршката од мојата фамилија, за мене е се. И како што лакот не може без стрелата, така и Делфино не може без тимот што секој дневно го води напред. Би сакал да ја изразам мојата неизмерна благодарност до секој еден што е дел од Делфино и би сакал да ви се заблагодарам за секоја насмевка што ја давате на нашите клиенти, за секоја рано утро, за секоја доцна вечер, за секој предизвик што го совладувате на дневно ниво. Се што вози работи подобро со Liqui Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија.
out, but I'm still holding the throne. You never know till it's over. You want an honest man, but you don't understand. I won't be here when you wake up again. You want an honest man, but you don't understand. I won't be here when you wake up again. You want an honest man. чест на својот јубилеј, 130 години постоење, Шкода ја представи специјалната едиција на Шкода Фабија 130, која има подобри перформанси и својата инспирација ја црпи од моторспортот. Изборот на Фабија за оваа намена воопшто не е случаен, бидејќи од своето лансирање во 1999 година до денес се произведени над 5 милиони примероци, што го прави моделот еден од најуспешните во компанијата од Чешка. Јубилејната Фабија 130 е опремена со 1,5 литарскиот TSI мотор, кој испорачува моќност од 130 киловати и максимална брзина од 228 км на час, што ја прави оваа Фабија најбрзата сериски произведена Фабија во историјата. Во екстериерот, Фабија 130 ги содржи специјалните логоа со бројката 130, со предни B-LED светла и уникатни алуминиумски фелни со големина од 18 инчи. Во интериерот, специјалниот модел се разликува од стандардните, со своите спортски седишта, трократниот волан, виртуелниот кокпит од 10 инчи и мултимедијалниот дисплеј со големина од 9 инчи. Специјалната едиција на Шкода Фабија 130 веќе е достапна за порачка во повеќе европски земји, а испораките се очекува да се реализираат кон крајот на 2025 година. Италијанскиот производител на автомобили Алфа Ромео, кој работи под капата на Stellantis групацијата,
и го представи на јавноста новиот, освежен, компактен, премиум SUV под името Алфа Ромео Тонале. Како локација за светската премиера на овој значаен автомобил во палетата на Алфа Ромео е избран италијанскиот град на уметноста и културата Пиза. Во редизајнираниот примерок Алфа Ромео има вбризгано новини во изгледот, ентериерот, погонските единици. Надворешно, Тонале добива промени во маската на ладилникот, која е позајмена од моделот 33 Страдале. Поставени се нови логоа на предната и задната хауба во црно-бела боја, а се користат и поголеми 20-инчни алуминиумски тркала, кои се полесни од претходните модели. Во ентериерот на новиот Тонале се користат нови, според производителот, поквалитетни материјали, со нови комбинации на боите, а сите седишта имаат и електрично подесување во 8 правци, грејење и вентилација. Во поглед на погонските единици, Тонале е опремен со благ хибрид, составен од бензински турбомотор со зафатнина од 1,5 литри, кој може да развие до 175 конски сили. За клиентите кои ќе изберат плагин хибридна верзија, може да се набават мотори со 190 или со 270 конски сили. Менувачот на Тонале е поставен на редизајнираната централна конзола, направена како вртливо копче, а брзините може да се менуваат и преку алуминиумските команди на воланот. Во интериерот, Тонале добива дигитален инструмент кластер со големина од 12,3 инчи, додека мултимедијалниот инфотеймент систем Alpha Connect има големина од 10,25 инчи и има можност за бежично поврзување со мобилни телефони преку Apple CarPlay и Android Auto апликациите, кај кои постои можност и за директни over-the-air апдејти. Тонале во поглед на безбедноста се закити со 5 звездички на Euro NCAP креш тестот. Доаѓа со безбедносно ниво 2, асистенција при возењето, кој вклучува адаптивен темпомат или круз контрол, систем за следење и центрирање на возилото во коловозната лента, систем за автоматско сопирање со препознавање на пешаци и велосипедисти, систем за контрола на мртвиот агол, систем за асистенција во ситуации на голем сообраќаен метеж и други системи за активна и пасивна безбедност. Како опција можете да изберете и камера со 360 степени и дронски приказ на возилото од сите страни, како и полуавтоматски систем за паркирање. Дополнително новата Алфа е опремена и со електронска задна хауба, која автоматски се отвара без допир. Дополнително, возилото има и двозонски клима уред со AQS сензор, греени и вентилирани седишта. Што се однесува до цените, засега се најавува дека истите ќе се движат во истата линија како и моделот од претходната генерација.
специјалната серија на модерни класици, моделите Speed 400 и Scramble 400X, како сосема нови моторцикли, се придружија во минатата 2024 година и застана рамо до рамо со легендарните Triumph, Speed Twin 900 и 1200. Дизајнирани се во Хинкли, Велика Британија, со огромно внимание на секој детал во дизајнот и изработката. Основниот фокус на овие два релативно нови моторцикли е да и се понуди на јавноста и на фановите, особено на оние кои за прв пат се качуваат на две тркала, моторцикли со врвна традиција и реноме и одлична финансиска достапност, бидејќи моторциклите Speed 400 и Scramble 400X почнуваат барем на европскиот пазар со цена од околу 5500 евра. Во поглед на дизајнот, овие два моторцикли гордо ја носат со себе препознатливата ДНК на брендот Triumph. Препознатливи класични силуети на Triumph Roadster и Scrambler, скулптурирани резервоари за гориво, препознатливиот издув свртен нагоре. Speed 400 се изработени во двобојна шема, со препознатлив дизајн и графика на резервоарот, комбинирана со некоја од боите Carnival црвена, Caspian сина и Phantom црна. Scrambler 400X главно се разликува од својот брат по својот all-road дух, кој во поглед на дизајнот главно се огледа во заштитата на предното светло, ладилникот и подолгиот штитникот ткал за предното тркало. А во спецификациите Scrambler има и поголемо меѓуоскино растојание и тркала од 19 инчи, за разлика од моделот 400 Speed, кој што има тркала од 17 инчи. И кај Scrambler 400X постојат неколку комбинации на бои, а на резервоарот е поставена препознатливата линија во сива боја, на која е централно сместено триаголното лого на Triumph. Во поглед на моторите употребен е новиот бензински мотор со зафатнина од 398 кубни сантиметри, со водено ладење и еден цилиндар со 4 вентили. Менувачот има 6 брзини и нуди прецизно менување на брзините. Моќноста на моторот изнесува 39,5 бруто коњски сили со вртежен момент од 37,5 ньютон метри. За технологијата и менаџментот на моторот се грижи системот на Bosch, кој нуди и двојноканалски ABS систем за сопирање, кој пак може да се деактивира кај Scrambler X ако возите офроуд или надвор од патот. Инструментите се чисти со дуален формат и голем аналоген мерач на брзината, како и LCD екран што вклучува дигитален тахометар, ранг на горивото, покажувач на брзините кои се јасно видливи при сите светлосни услови. Светлата имаат јасна LED технологија која нуди одлично осветлување на патот. Се разбира, од 398 кубни сантиметри не можете да очекувате спортски и високи брзини, но за меко крузирање низ градскиот асфалт и уживање во возењето и ветерот, овие два моторцикли се одлично решение. Ако ги собереме сите овие детали, ако ја додадеме и двогодишната гаранција без ограничување во поминати километри и фантастичната цена, која кај нас, за жал, е најмалку 20% повисока од онаа во европските престолнини, овие два нови моторцикли на Triumph се навистина совршен избор за сите фанови кои сакаат да влезат во светот на две тркала.